Не прекинува победничката серија на помладите пионери на фудбал Старс во првенството на регионалната фудбалска лига Североисток. Тие веќе ја обезбедија титулата есенски шампион. Во 11-тото коло на домашен терен, катастрофално со резултат 8:1, ја победија екипата на Гоблен Јуниор од Куманово. Со тоа, уште еднаш потврдија дека немаат достоинствен противник кој би можел да ги загрози во освојувањето на шампионската титула. Стрелци на головите повторно беа стандардните голгетери, на кои им се придружија уште неколкумина нивни соиграчи. Славче Живков постигна 3, а Ѓорги Зашев 2 гола, додека поеднаш гостинската мрежа ја затресоа и Дамјан Димитров, Методи Лазаров и Дени Ангелов. Без ниту еден пораз, со освоени максимални 33 бода, кочанските фудбалери од генерацијата 2001 останаа на првото место на табелата пред директниот конкурент Нью Старс. Другите екипи заостануваат по 10 и повеќе бодови зад нив, така што уште од сега е јасно дека борбата за шампионската титула ќе се води меѓу нашите и скопските помлади пионери. Пионерите на фудбал Старс од генерацијата 2000-та пак, за разлика од помладите колеги, и понатаму редат порази. На домашен терен во 11-тото коло тие играа против Ринија и како резултат на слабата и недоволно ангажирана игра примија 2, а успеа да постигнат само еден гол. Стрелец на погодокот за домашните беше Иван Јорданов. Со таквата игра и резултати, тие остануваат на предпоследното место на табелата, со освоени само 5 бода, без реални изгледи во пролетната полусезона да направат некакво посериозно поместување. Во детската лига, нашите фудбалери исто така имаа успех. Генерацијата на фудбал Старс, родена 2003 година, гостуваше во Виница на надпреварот против Слога 1934 Вардар, извојува победа од 5:3. Помладите нивни клубски колеги, родени 2005 година, на виничката екипа и нанесоа уште поубедлив пораз, совладувајќи ја со 5:0. Најмладите фудбалери пак од генерацијата 2006-2007 ги поделија бодовите со виничани, со постигнати по еден гол на двете страни.